втор дел изјава 14. август 2024 година. Како што веќе реков, шестиот пожар е во Кичево, кој што е втор на територијата на општина Кичево. Пожарот се одвива во аторот на село Зајас кон село Горно Строгомиште. На овој пожар действуваат 20 припадници на армијата, локални пожарникари, како и вработени во национални шуми. Гори мешана шума. Карактеристично за овој пожар е тоа што истиот беше ставен под контрола, потоа изгаснат, но повторно се реактивираше поради недоволна грижа по изгаснењето на пожарот. Седмиот пожар се наоѓа на територијата на општина Маврово Ростуше, над селото Врвен. Тоа е пожарот за кој што синоќ известував од лице место. Синоќа нешто после 22 часот побарав помош од фирмата Бехтеленка, кои што одговорија позитивно на моето барање, и во текот на ноќните часови на лице место пристигна голем булдозер со кој што рано наутро пред изгресонце започна гребење на почвата, односно правење на така наречен противпожарен појас, и тоа со ширина од околу 4 метри, со што горниот дел на овој пожар е обезбеден и пожарот таму ќе биде прекинат. Нема да може да продолжи кон блиската шума во насока на Шар планина. Во ова прилику патувам голема благодарност до Бехтел и Енка за нивната брза реакција. Воедно ги поканувам и сите други компании кои што на било кој начин може да ја помогнат нашата борба против огнената стихија, да се јават на бројот во ЦУК или на нашиот мејл и да ни помогнат полесно да се справиме со она што ни се случува последниот еден месец. Во овој момент овој пожар, иако во текот на ноќта беше ставен под делумна контрола, повторно се разгорува на еден крак, и тоа во насока на густа шума, но на лице место овде испративме 24 специјалци од тигрите и има 20 на вработени од Националниот парк Маврово, кои што со поддршка на локални пожарникари од Гостивар се обидуваат да го спречат ширењето на огнот. Гори ела, високи ели по 20 до 30 метра, стари огромни дрва. Синоќа додека гледав како некои од нив горат, навистина изгледа многу тешко и многу жално. Но борбата со огнената стихија е сурова и многу тешка. Покрај тоа гори и смрека. Смреката е релативно, овде се неквалитетни дрва, високи по метро до 2, кои што создават висока температура, силен шушкав звук, но дополнително ги разгоруват останатите дрвја. И гори на некои места сува трева. Осмиот пожар се наоѓа на територијата на општина Новаци, кај селото Полоки, Тапевци, Гнилеш, Паралово. Пожар кој што се одвива неколку дена, но пред се гори ниска, понатаму деградирана вегетација, деградирана шума и трева. Овде на лице место се действува со локални пожарникари, вработени во национални шуми, но и неколку вработени во јавното комунално предпријатие од ова општина, но се чека пожарот да дојде во нискиот дел, каде што е попристапен, и верувам дека истиот во текот на денешниот ден тука ќе биде пресечен, ставен под контрола, потоа и изгаснат. Деветиот пожар е пожарот во општина Пласница, кај самото село Пласница и село Латово, односно се движи исто во насока на Македонски Брод. Во неговото гасење учествуваат само 5 лица од национални шуми, гори ниско стеблеста вегетација, грмушки, трња, трева, и верувам дека овој пожар, кој што не представува голема опасност, ќе биде ставен под контрола во текот на денешниот ден. Тоа се 9 активни пожари на територијата на државата. Под контрола се ставени 5 пожари, тоа пожарот на територијата на Демир Хисар и Охрид на Илинска планина, понатаму пожарот на територијата на општина Чашка кај село Ореше и село Попрадиште, пожарот кој што изби на депонијата во Делчево, пожарот во Липковско кај селото Никуштак, исто така запалена депонија, како и пожарот во Кочани, каде што беше запалена градската депонија. Иако се работи за депонии, имаме исклучително негативно искуство со сите депонии, затоа што нивното гасење е исклучително комплицирано. Гасовите кои што се создават во голема количина знаат да горат со денови, да шират непријатна миризма, да ја закадуваат околината, да ги закадуваат населените места. Ваков случај во Скопје ни се повторува со депонијата Вардариште, но исто така и со депонијата во Кичево. И покрај нашите апели и обиди овие депонии да бидат санирани, сепак се работи за состојба која што бара подолготрајни мерки, и верувам дека и покрај нашите напори
состојбата нема брзо да биде средена. Имаме изгаснати 24 пожари во текот на вчерашниот ден на територијата на Струмица, село Габрово, Кичево, село Туин, Кичево, село Челопеци, Провиштип, село Гајранци, Провиштип, село Пишица, Неготино, Кејтец, Неготино, Крушево, село Алдинци, Крушево, село Бучин, Теарце, село Теарце, Бравеница во селото Бравеница, каде што исто така беше зафатена депонија, аеродром кај село Горно Лисиче, исто ѓубре и сува трева, Сарај кај влезот на езерото Треска, ѓубре, гранки и сува трева, втор пожар кај Сарај кај езерото Треска, исто така запалено ѓубре, кај Арачиново запалено стрниште, Кочани кај влезот на градот запалено стрниште, сува трева нискостеблисти растенија, 16 Гостивар, село Тунчевиште, сува трева, 17 Прилеп, село Канатларци, село Подмол, шума и сува трева, 18 повторно Прилеп, село Ново Лагово, сува трева, 19 повторно Прилеп, трет пожар во Прилеп, село Дабница, сува трева, 20 повторно четврт пожар во Прилеп, село Смолнени, деградирана дабова шума, смреки и сува трева, 21 Долнини, село Костинци, село Долгаец, шума и сува трева, 22 Ресен, кај село Јанковец, сува трева, 23 Могила, кај село Беранци, стрниште и сува трева, 24 изгаснат пожар во текот на вчерашниот ден на територија на општина Ново село, кај село Сушица, сува трева. Сите овие пожари кои што навидом изгледат беззначени, запалена сува трева, некаде депонија, некаде диво ѓубриште, за миг може да се претворат во големи и страшни шумски пожари. Голема благодарност до сите локални пожарникари кои што во текот на вчерашниот ден изгаснале дури 24 пожари на отворено. Пожари кои што сите до еден имаа потенцијал да се претворат во големи шумски пожари. Само што ги исчитав, само што ги набројав сите овие 38 пожари, меѓу кои што има активни, има пожари под контрола, но изгаснати пожари, се уморив. Замислете како име на пожарникарите кои што секојдневно ги гасат овие пожари. И тие се на крајот на своите сили, затоа повторно апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни со своето поведение и постапки, да не предизвикат појава на пожар на отворено или шумски пожар. Воедно повторно ги повикувам сите граѓани, доколку забележат сумнително однесување, односно некој лице им е сумнително дека можеби подметнува пожар или е невнимателно пали стрниште од кое што може да настане пожар, истото итно да го приват на бројот 112 или во најблиската полициска станица, доколку е непријатно или се плашат да пријават на овој број, или во станица нека се јават на некој пријател полицаец, на некој пријател шумар, на некој вработен во ЦУП, во ДЗС, во национални шуми, нека се јават на било кој што ќе ја пренесе оваа информација понатаму. Борбата против оние кои што ги палат овие огромен број на шумски пожари мора да биде жестока. Мора жестоко да возвратиме, бидејќи превенцијата е најдобриот начин. Тогаш кога ќе бидат казнети, тогаш ќе бидат повнимателни. Затоа што нема никакво оправдување за ваквото несериозно, невнимателно однесување, каде што некои луѓе наивно сметат дека нема да предизвикат пожар, дека тие само малку ќе запалат едно стрниште, а тоа што можеби неколку километри понатаму некој ќе умре, тоа е ирелевантно. Тие очекуваат дека тоа нема да се случи. Иако е небрежност, ќе бараме и дополнителни законски измени за строги казнување на ваквите поведенија кои што загрозуват секојдневно човечки животи, предизвикуваат огромна еколошка штета, но и огромна материјална штета, како и трошење на државните и на локалните ресурси за справување со овие пожари.